Добар ден, почитувани, и добро дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е председателот на Асоцијацијата на банкари господинот Ѓорги Јанчевски. А господин Јанчевски, неодамна изјавивте дека банките се полни со пари и дека нема потреба да растат каматните стапки на кредитите. Што би ги мотивирало банките да пуштат повеќе пари во оптек? Дали има подобрување на општата состојба на пазарот? 2013 е карактеризирана во банкарскиот сектор како година со доста висока ликвидност на целиот банкарски сектор. Тоа се случи од причини што претходната година на некој начин бевме во рецесија или на некоја нулта состојба. Сето тоа се одрази и на кредитирањето, кога некоја земја има рецесија не може да има зголемено кредитирање, а во исто време депозитите расте. Што значи, кога изјавив тоа дека банките се полни со пари, мислата ми беше дека имаме поголема ликвидност и дека поради тоа тие пари одат или во благајнички записи или во државни записи и обврзници. Едно од најчестите прашања беше зашто банките не ги кредитираат фирмите. Банките ги кредитираат фирмите, арно тоа кредитирање е со помало. Повеќе бевме фокусирани на кредитирањето на населението и населението во текот на оваа година, ова се податоци со 10 месец, бележи пораст од 8% или од 117 милиона евра. Кај фирмите имаме дури и минусни ситуации во делот на кредитирањето. Веќе од јули се вратиме на онаа состојба што беше во текот на 2012 година. Мислам дека дел од тоа намалено кредитирање кај фирмите се должи на некои враќања, да кажеме, на некои кредити кај некои банки и стекнување со хипотеки. На тој начин се дава привид на нето износот на кредити, бидејќи од една страна имате намалување преку враќањето, така можам да зборам конкретно кај нашава банка. Во првите 6 месеци, 7 месеци беше тоа враќање од прилика 15-20 милиона евра, имаме поврат на кредити или се стекнаме со некои хипотеки и тоа има третма на враќање на кредити. Дали стопанството станува ризично за кредитирање, посебно ако се земаат кредити за да се покриваат тековни трошоци? Не, можеме да збориме поединачно за ризични фирми и ризични проекти. Стопанството е се уште во некоја добра кондиција, во смисла, бројките што ги кажува статистиката, тоа значи дека оние негативни влијанија, негативни глобални влијанија во смисла на рецесија, на намалени стопански активности, кај нас на некој начин може поради тоа што сме помала економија, може поради странските директни инвестиции, овие слободни царински зони, кои веќе со 20% учествуваат во извозот на Македонија, тие допринесоа да имаме ние подобри бројки и едни од ретките земји и во регионот со некој пораст на бруто домашниот производ. Дали државата со домашното задолжување предизвикува проблеми во поглед на кредитирање на стопанството? Во моментот владата е задолжена околу милиарда евра. Од дома? Значи, зборам за државни записи и за обврзници задени од страна на државата. Како што реков, банките во тоа имат околу 580 милиона евра пласирани во државни харти од вредност. Нема влијание на кредитирањето, затоа што високата ликвидност дава простор да има за сите пари. Сметам дека тоа задолжување не е лошо додека се контролира процентот на задолжување. По некои укажувања се уште не сме влезени во зона на висок процент на задолжување на државата. Од друга страна, од аспект на трошоци,
кога веќе има ликвидност во банкарскиот сектор, не е лошо државата да се задолжува со далеку пониски каматни стапки, него да излезе надвор на меѓународните пазари и да бара кредити или да издава обврзници. Во тој случај цената ќе биде далеку повисока. Повеќе се поставува прашањето за кои намени ќе се трошат тие пари, така. А како банкарскиот сектор го проценува капацитетот на државата да се раздолжи на домашниот пазар? Па уназад гледано, значи ние не сме имале проблем со државата, зборам ние како банки, така пошто ние купуваме дел од тие државни записи, немало никаков проблем на раздолжување на државата со нас банките, што значи банките кога даваат пари на одреден субјект, во случајот државата, ја гледаме као нивната кредитна историја и гледаме капацитетот на задолжување. Така да кредитната историја им е окей, ликвидна е државата, така, значи функционира буџетот и како држава, да кажеме, функционираме, затоа што основните параметри, исплата на пензиите, исплата на долговите функционира. Имаше минатата година некој застој, сега мислам и со новиот закон за финансиска дисциплина, на некој начин ќе се наметнат обврски за сите субјекти за уредно подмирување на обврски. Така да износот и процентот кој мислам дека во моментот 34% се уште не е алармантен. Така, значи имаме држави во соседството што се со 70% задолженост. И во секој случај подобро е тоа поевтино задолжување него надвор да се земат подалеку повисоки цени. Дали со послободно кредитирање постои ризик за токсични кредити или на неисплатливи кредити на пазарот? Бидејќи сепак станува збор за земја каде што имаме висока стапка на невработеност и релативна стапка на сиромаштија. Па процентот на нефункционални кредити кај населението е далеку понисок. Да кажеме, нефункционалните се 6,8%. Во корпоративниот сектор, значи кај предпријатијата, тој процент на нефункционални е 15,2%. Просекот е 11,8%. И тоа, по повеќе наврати сум изјавил, не е некоја алармантна бројка да банките се засекираат. Има тренд на зголемување на нефункционалните кредити, но се уште во рамките на толеранција. И покрај тешкотиите што имаше македонскава економија, немаше големо намалување на вработеност. И банките, значи, кога даваат пари, си имаат критериум. Банките не даваат од око, да кажеме, на овој ќе му давам, на тој нема да му давам, него си има критериум врз основа на кој се даваат тие пари, така да од тие причини кога од страна на фирмите беше намалена побарувачката за кредити и кога немаше нови проекти, ние бевме повеќе фокусирани на населението. А банките во регионот се соочуваат со потешкоти и дали постои опасност од проблемите да се прелеат кај домашните банки со странски капитал? Македонските пари се во македонските фирми и кај македонските субјекти. Зборам депозитите македонски, значи не одат во Словенија, па да има одредени ризици. Тоа се однесува за нас, не знам, за други банки што се со странски капитал, што значи од една страна е заштита на законот, од друга страна ние си имаме полна аутономија во работењето, така. Они се наши акционери, ние сме должни да направиме добра организација на работењето и да направиме некој профит во својата работа. Господин Јанчевски, ви благодарам. Тоа е се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме повторно за 7 дена.